Скопје, Битола и Штип на 11. март 1943 година осамна во блокада. Ноќта беа мобилизирани сите запрежни возила и верните чиновници на бугарската окупациона власт. По однапред разработен план, дента беа собрани сите евреи и до вечерта доведени и сместени во зградите на Скопскиот монопол, кои беа привремено приспособени за концентрационен логор. Тука во овие згради беа сместени преку 7000 лица, изнемоштени старци, жени и дечиња. Во секоја просторија по 80 лица. При собирањето не смееше да се прави никаков исклучок. Се што е живо и дише, тој ден мораше да биде во логорот. Беа собирани луѓе и пред умирање и породилки од болница. Доколку не можеа да се движат, ги носеа со запрежни возила. Тука тие поминаа 20 на дена до нивното конечно заминување во логорот на смртта Треблинка во Полска. Зданието во кое се собираше тутунот веќе беше определено за логор. Монополот беше составен од неколку многукатни зданија, заградени со голем двор и висока дрвена ограда. Во самиот двор се влегуваше низ едно патче каде што имаше барака. Колите доаѓаа до бараката, го фрлаа багажот внатре и се враќаа за да донесат други. Оној што ќе влезеше во логорот не можеше да излезе. Во Скопскиот привремен логор од Македонија се собрани 7315 лица. Од логорот како лекари и странски државјани се пуштени 165 лица. Побегнале и умреле 6 лица. Во логорот на смртта Треблинка од Скопје се одведени 7144 лица. Ниту еден од нив не се вратил жив.